Следите тренинга во продолжение. Кочани од трагедија, трауми се претвара во реален марш кон вистината. Може ли и како да се стигне до вистината, но не по бројот на приведените, туку по демонтажа на случајот на општествена и политичка корупција? Во ово издание на тренинг гостин Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Кржаловски, ако велат дека системот не чини, дали всушност власта купува време за целосна демонтажа на оваа трагедија и обид за помалку за скривање на вистинската причина за овој за оваа национална катастрофа? Па, веројатно тешко да се процени што си мислат во владата. Ја чувствувам дека е реален напорот да се направи дури системска промена, бидејќи катастрофата е од такви размери, да сите не потресе, вклучително и луѓето што сега се на власт. Дури мислам дека има и бајаги поддршка да има таков ресет на системот, така да кажеме, или масовна акција да навистина се променат работите. И она што беше можеби од некој аспект чудно, бидејќи сепак се 9-10 месеци на власт, немаше некој напад на оваа гарнитура на власт за тоа што се случи. Пак се и големото мнозинство граѓани некако како да очекува дека толку е се и корумпирано и заглавено во системот, така да го речеме, што им е јасно дека не можело да се доведат во ред работите за ова кратко време. Но сега со таа поддршка веројатно може да се направат системски промени. Прашање дали ќе ги има и во која мерка, бидејќи па и не е лесно. И од една страна и очекувањата на граѓаните се големи и за казнување на сторителите на било какви прекршоци и за навистина демонтажа на системот да спречиме било какви вакви случувања во иднина, меѓутоа и пошироко да навистина корупцијата почнува да се искоренува и да во догледно време биде во рамки на, да речем, на европски просек, бидејќи секаде има и во европските држави, тешко е дека целосно може да се искорени, но мора да има радикален рез и значително подобрување на ситуацијата и една од мерките е казнување, да престане неказнивоста, бидејќи очигледно сите сметале дека никој никогаш нема да одговара за ништо као што беше до сега, за жал. Кржаловски, како е возможно и по 10 месеци власта да биде изненадена, шокирана од длабочината на општествената хипокризија и канцерот во кој е заглавена државата, односно корупцијата, во која подолг период тонеме? Па не верувам дека се изненадени. Прашањето е зошто побрзо, бидејќи ако ништо друго ВМРО ДПМН не научи на брзи дејства. И она што мене ми изненадување дека некако споро одат промените, не само за вакви работи, за корупција и за организиран криминал и нефункционалност на системот, туку и генерално за повеќето други, бидејќи во претходната серија на владењето 11 години релативно брзо дејствува, можеби некогаш погрешно, но ако ништо друго бевме навикнати на брзи и ефикасни решенија. Сега некако многу сето тоа поспоро ми делува, можеби едно објаснение или оправдание за нив е дека се работи посистематски и посистематично, односно се мерат работите пред да се пресечат. Например, ти има едно решение за судскиот систем, ама Европската унија препорача други и сега тука се оди на некој согласување. Имајќи ги во предите овие системски аномалии, дали ние дефинитивно сме држава на мафијата и за мафијата? Па сега на некој начин може и така да се толкова, не би класифицирал тоа така, но дека сме ги спуштили работите од контрола е многу евидентно и тоа е од многу одамна. И за жал, веројатно, дури тука деломно и Европската унија е кривам, бидејќи со тоа што, мислам, сепак ние сме главните кривци и луѓето што ја воделе државата, ама од кога ги добивме препораките за членство и кога бевме, дури најдобри оценки имавме 2011 година, беше најдобриот извештај што сме го добиле од Европската комисија за напредокот, заради застојот со Грција во тоа време.
некако почна да се растураат работите, односно дали и тие што беа луѓе на власт заклучија па полесно ние со нашиот буџет да злоупотребиме или да употребиме дел од буџетските средства за лична корист и така се почна да се растураат и да се намалуваат постигнувањата што веќе ги имавме во смисла на усогласување со европските стандарди. Гневот и ревотот на семејството од Кочани, тука извадив неколку нивни цитати. Прошка нема, правда за нашите ангели мора да има, се работи за институционално убиство. Министерот за внатрешни имаше средба со семејствата на починатите или загинатите млади животи. Нели ви изгледа помалку нелогично министер за внатрешни работи да ги охрабрува семејствата да докрај да ја бараат правдата, а при тоа да не чувствува во најмала рака морална одговорност? Тоа е, како да речем, дел од работите што во тоа намалување на вредностите или детериорација на системот од пак ќе речем, мене ми е некако пресвртна таа 2011 година кога извештајот беше добар, пак не ги почнавме преговорите и некако од таму почна да се урушува системот од внатре. Дека меѓу другото тоа донесе и до падот на моралните стандарди кај носителите на власта, меѓутоа и на очекувањата на граѓаните, па и на нашите, ја го следам во граѓанскиот сектор, например, мериме практикувањето на вредностите и некако и кај нас кои треба да сме нели чувари на системот на следење на постапките на власта, укажување на проблемите, на пропустите и слично. Меѓутоа и во нашето практикување кај граѓанските организации имаше драстичен пад од 15% во тој период од 12 до 16-17. Фактички како да се препуштивме на општиот пад на практикување на вредности, вклучително и морални во тоа. И генерално претпоставаме кај граѓаните, бидејќи почна да расте толеранцијата за корупцијата, дека на некој начин како да се помиривме дека ако не потплатиш не можеш елементарни работи веќе да завршиш. Уште малку во однос на битката и справувањето на корупцијата, Татјана Димитровска, првата антикорупционерка, осомничена за оддавање на службена тајна, недела се по неколку дневниот повик за нејзина оставка, се огласи самата председателка со тоа што не крие дека имала комуникација со осомничениот од тој случај, но дека тие комуникации биле уште пред да биде отворен предметот адитив. Дали со незината вмешаност директна во овој случај, всушност се компрометира и работата, целокупната работа и кредибилитетот на антикорупцијската комисија, која главна цел е да разоткрие корупција и да ги лоцира главните системски проблеми? Па секако и тоа два аспекти. Едно, намалување довербата во институцијата. Генерално довербата во институциите во Македонија е многу ниска, вклучително на политичките партии како такви кои некаде 20 до 25%. Да за правосудството и сличните да не зборуваме, тие се под 20%. ДКСК во претходниот состав фактички успеа да исплива некако и заедно со Државниот завод за ревизија беа едни од најценетите институции. Сега веројатно овој случај ќе намали довербата повторно, за жал, бидејќи треба да бидат на браникот на борбата против корупцијата. Второто е личниот пример, бидејќи на крајот институциите ги прават луѓето кои се во нив. Од една страна се бара оставка од антикорупционерката, председателката на антикорупцијска. Од друга страна, не смееме да заборавиме дека и власта и опозицијата, и ВМРО, и ДПМН, и СДСМ дајдоа најголем број на гласови токму за Татјана Димитровска. Сега велат дека се согласуваат со ставот на спикерот на собранието Африм Гаши дека треба да се сочека, па потоа да се размислува за нејзино отповикување. Предпоставам се повикува на презумпција на невиност. Па првиот чекор треба да биде од самата председателка, дали таа ќе се реши да поднесе оставка или не. Второ, да, ние
колегите од платформата за борба против корупција уште тогаш укажаа кога беше изборот дека имаше аномалии во процесот и дека се забележуваше партиски договор во изборот на дел од членовите и беше чудно нели со 100 бода да бидат оценувани некои кандидати. Така да пропустот е делумно уште таму и пак ќе се сведе на интегритетот не само на кандидатите, меѓутоа и на тие што се во комисиите за избори. Иако се партиски, пак треба да се водат од квалитетот и на кандидатите, а не од партиски договори дали и како ќе се составуваат овие независни тела. Прашање дури дали е најсоодветен начинот на избор, иако е логично собранието да го прави тоа, ама ако таму има пропусти, што може да очекуваме од квалитетот на избраните лица. Гледате тренинг, гостин во емисијата Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Господин Кржаловски, еврокомисарката Кос не одминува, не доаѓа во Македонија, ни порача дека Македонија е тажна, приказна. Дали ова се последни наши оптимистички најави дека 2030 беше првичната проекција дека би можеле да станеме членка, всушност како се наближува 2030-та, така се повеќе се оддалечуваме од европското семејство. Да, за жал таква не е ситуацијата каква што е и не гледам дека ќе се промени во брзо време, особено ако и натаму одложуваме уставните измени или било каков процес околу тоа, или очекуваме некакви гаранции за понатамошни деблокади, од причина што мислам дека овој состав на власта новата се обиде да направи отстапки од Бугарија или од Европската унија. Сите работи што ги кажува во предизборието, мислам дека се проба да донесем уставни измени сега, но да бидат со одложено дејство, да се промени преговарачката рамка, Бугарија да направи некој чекор на добра волја, но мислам дека Бугарија прилично брзо ги торпедира сите тие обиди и е јасно дека Европската унија нема намера, или комисијата особено, да се расправа со Бугарија повторно за тоа. Едноставно... А имаат ли намера македонските власти да ги изгласат уставните промени во ваква ситуација? Тука е прашањето сега на проценка, дали ќе го направиме тоа или кога ќе го направиме и дали ќе се добијат некакви гаранции за кои зборува, особено ВМРО ДПМН. Мислам дека и прилично експлицитно беше и Кос во тоа, дека не може да се дадат никакви цврсти гаранции, бидејќи на крајот земјите одлучуваат дали ќе стават вето или не. Она што може да се издействува веројатно е да нема билатерализација на преговорите понатаму, но пак ќе остане обврскава да го направиме тоа. Не очекувам пред локалните избори ништо, бидејќи претпоставам дека е тоа исто играње на картата на издржливост, така да речем, односно на ставовите кои ВМРО ДПМН ги прокламираше и заради кои ги доби изборите на крајот на криштата. А може би, верувам дека и од Европска унија притисокот ќе биде поголем после локалните избори, за навистина да направиме нешто. Тоа нешто се уставните измени и тие ќе мора на крај, мислам, да се донесат за да го тргнеме. Што би значило доколку Црна Гора и Албанија станат дел од Европската унија, а Македонија остане на слеп колосек? Па секако, јас параметрите покажуваат дека ако си надвор губиш, односно земјите кои станаат членки на многу начини добија и економски пред се, бидејќи тоа е инсентивот да се стане дел, бидејќи достапност на фондови за развој сега имаме и план за развој, ама например целиот growth план за развој на Западниот Балкан е помал од помошта Бугарија што добива како единствена земја членка, како најсиромашна. Износот на пари ќе биде поголем од сите пари за 6 земји членки од за сите земји кандидати од Западен Балкан. Така да ние нема да ги стигнеме ако сме надвор. Поентата е да што побрзо се стане член, но што мене ме секира дека и Украина и Молдавија може да не престигнат да станат членки до 2030 како одат работите, бидејќи и тие забрзано одат и уште не ги почнале преговорите по кластери, ама кога ќе ги отворат, тоа исто така брзо ќе оди и од политички причини за забрзување на тој дел.
Така да сметам дека ние што побрзо треба да го фатиме чекорот. Пак ќе речем, особено што нема суштински проблем со однесувањето на бугари и други заедници во уставот. И треба да се најде модалитет што побрзо, да не го пропуштиме ова, зашто само ќе губиме се повеќе понатаму и нови проблеми ќе излезат, бидејќи ова со Бугарија немаше да биде проблем ако ние ги почнавме преговорите, го решевме со проблемот со Грција многу порано. Не дека сум задоволен од решението, бев и против Преспанскиот договор и против францускиот предлог, но исто така и чекањето не ни помага, дури веројатно ни одмогна гледано од перспектива од 30 години, да се прекршавме многу порано за некои прашања, сега веќе ќе бевме веројатно членка. Благодарам за разговорот. Благодарам.